Решихме да започнеме со серија проповеди за животот на Мојсей. Неговиот живот е опишан и делото негово, службата е опишана во 4 од 5 книги Мојсееви. Ќе почнеме поред од книга Излез. Ние постарите, кога ќе спомнеме за Мојсей, веднаш си го замислуваме ликот на Чарлтон Хестон од филмот 10 Божи заповеди. Веројатно за нас тоа е најпознатиот филм. За помладите може би Принцот од Египет, цртаниот филм. Но како и да е, како и да си го замислуваме, ние не знаеме точно како изгледал Мојсей. Веројатно повеќе од нас си го представуваме вака со бела брада, мудар човек, некој. Но за нас и не е толку важно како изгледал, многу поважно е неговиот живот и неговата служба. Она што можеме да го извлечеме преку неговиот карактер, преку неговите одлуки и она што Бог направил преку него и неговиот народ. Инаку, кога зборуваме за Мојсей, важно е да неколку, можеби, значени информации потенцираме за Мојсей. Прво, не знам дали знаете дека Мојсей има напишано најголем дел од библискиот текст. Еве, ако може да го представиме вака во кругови, погледнете колкав е кругот што опфаќа од целата Библија што Мојсей е напишал. Мојсей напишал скупно 5 книги и 1 псалм, или 125.140 зборови, вкупно 137 глави или поглавја. Во споредба со него, еве колку имат напишано другите. Езра, например, има напишано 3 книги или 43.000 зборови. Лука 2 книги, 37.000, Еремија и така натаму. Само 5 писатели имат напишано скоро 50% од целата Библија. И меѓу нив најголем дел опфаќа Мојсей. Мојсей исто така во една духовна аналогија често пати е спореден како прототип на Исус. Тоа значи дека неговиот живот често пати е сличен, во многу работи е сличен со животот на Исус. И затоа многу пати ние го земеме Мојсей како една праслика, една метафора на Господ Исус. Прво, Мојсей беше избран за избавител на Израел. Во Библијата јасно можеме да видиме дека Бог го избра и му кажа дека тој треба да го избави израелскиот народ. Тој беше спасителот на израелскиот народ и го изведе од Египет. Исус беше избран за спасител на човештвото. Во времето на Мојсей, фараонот нареди убивање на машките деца. Што се случи во времето на Исус? Царот Ирод нареди убивање на сите машки деца до 2 годишна возраст. И тука гледаме една сличност. И тогашниот владетел реши да ги уништи машките бебиња и владетелот во времето на Исус. Понатаму, Мојсей беше 40 години во пустината, каде што на некаков начин Бог го градеше и ја градеше дури и израелската нација. Исус беше исто така 40 дена во пустината. Не 40 години, но 40 дена. Мојсей и Исус се единствените за кои што пишува во Библијата дека постојат 40 дена. Нема да сретнете други случаи. Иако денес има луѓе што се решаваат можеби на таков пост, тоа е екстремен пост, но единствено за Мојсей и за Исус е запишано дека постојат 40 дена. Мојсей беше посредник за израелскиот народ пред Бог, тој се застапуваше. За Исус пишува дека е посредник за сите нас. Мојсей беше принц, свештеник и пророк. И овие 3 служби исто така му се препишани и на Исус. Исус е принцот на мирот или нашиот крал. Исус е исто така пророкот за кој што Мојсей рече по мене, Бог ќе ви испрати пророк, не го слушајте го. И исто така Мојсей е свештеникот или Исус е првосвештеникот. Исто така
единствено Мојсей и Илија се ликови кои што се појавија кога разговараа заедно со Исус, ликови од Стариот Завет. За ниден друг лик не го читаме тоа нешто. Ова се некои интересни и важни информации за Мојсей. И Мојсей често пати го представуваме како представник на Стариот Завет, на законот, додека Исус е представникот на Новиот Завет. Така да овие два лика, Мојсей и Исус, се представниците на двата завети кои што ги имаме во Библијата. Стариот Завет преточен преку Мојсеевиот закон и Новиот закон искажан преку благодата што ни се нуди преку Исус Христос. Сега, ова е еден воведен дел да увидиме колко е значен да можеме да го проучуваме Мојсей, неговиот лик преку книгите што ни следуваат, почнувајќи од книгата Извест. Но сега е добро да исто така се подсетиме да дадеме еден вовед што се случува всушност во оваа книга, во книгата Извест. Ако читаме на самиот почеток во втората книга Извест, наброени се имињата на Израилевите племиња, родословите, и потоа веднаш започнува со објаснувањето дека Јосиф умре и сите негови браќа и сиот нивни род. И пишува дека тогаш во Египет се зацари нов цар кој не знаеше за Јосиф. Ова ни алудира на тоа дека читателот веќе е запознаен со ликот на Јосиф, дека знае што се случувало претходно. И затоа, за да можеме да направиме една врска, една конекција, може би е добро да се сетиме што претходно се случуваше. Знаеме дека на Јаков му се родија 12 синови, подоцна уште еден. На еден од нив браќата го продадоа Јосиф во Египет. Таму тој беше фрлен во затвор заради лажно обвинување дека сакал да спие со жената на Петефија, неговиот господар. Но кога фараонот сони сон, 7 дебели крави, 7 слаби крави, немаше никој кој што можеше да му го протолкува освен Јосиф. И веќе Јосиф му го протолкува сонот, дури му кажа дека ќе дојдат 7 први родни години, потоа 7 гладни, и му рече најдобро е за тие 7 родни житото да се чува. Фараонот виде мудрост во Јосиф и рече: тебе ќе те поставам за втор човек во целото царство, веднаш после мене. И по тој начин можеше Јосиф да го спаси не само Египет, да го спаси од глад, туку и сите околни народи. Но и не само тоа, Јосиф направи Египет да стане најзначајната светска економска и војна сила. Египет преку ова нешто се збогати. Дури многу од луѓето станаа робови на египетскиот владетел, бејќи немаа веќе пари да плаќаат за храна. Египет стана најбогатото царство благодарение на Јосиф, кој што го избави од глад и од сиромаштија. И Јосиф си го покани своето семејство, својата фамилија, неговиот татко и браќа, и дојдоа 70 души се доселија во Египет. Тие одбра едно посебно место наречено Гешен, кој што беше многу плодно, бидејќи тие беа сточари, номади, и таму живееа одделени од египетскиот народ, но сепак како дел од египетското царство. И сега започнува приказката, иако не е приказка, ова е историски настан, кој што ни кажува дека дојде нов владетел, нов фараон. Претходниот фараон беше благонаклонет кон Јосиф. Тој знаеше дека Јосиф направи се за тој народ. Но сега дојде нов фараон, и што ни се кажува за новиот фараон? Нов цар кој што не го познаваше Јосиф. Интересно, јас кога читам ова, да ви кажам, за мене е малку чудно, дури повеќе од малку. Вие имате човек во историјата на вашиот народ кој што е национален херој. Замислете, имаме човек кој што, да претпоставиме, Македонија ја избавил од сигурна смрт. Целиот народ го спасил од глад, умирање од глад. Ја направил најјака економска земја. Замислете да имаме таков премиер кој што ќе ја направи Македонија најсилна економска држава во светот. И сега истражува колку време поминало од смртта на Јосиф до новиот фараон.
Точно не се знае, но предпоставките се 2 до 3 генерации, некде 80 до 120 години. Па за еден таков човек кој што постигна толку многу и станал национален херој, да ви кажам, за мене и не се многу. Знаете ли дека толку има поминато и од смртта на Гоце Делчев? Тоа е исто како да го заборавиме Гоце Делчев. Гледате, кога некој нешто постигнал за народот, ние се обидуваме да го издигнеме, за да може никош да не го заборавиме. Неговото дело е впишано во историјата, во нашите учебници, поучуваме за него, ќе се изгради некој споменик, за да не заборавиме што направил тој. Па сепак новиот фараон вели, не го познаваше Јосиф, не знаеше ли за Јосиф. И затоа наместо да биде благонаклонет кон израелскиот народ, тој реши да го измачува овој народ. За мене овој момент е чуден. Можно ли е едно такво големо дело да биде заборавено? Можно ли е некој да ти направи некое големо дело, а сепак ти да заборавиш за тоа што го направи? Па сепак, за жал, се случува често пати и денеска. Дури се случува многу пати Бог да направи нешто големо во животот на некој и луѓето да го заборават. Не дај Боже тоа да се случи и со нас. Но јас знам многу случаи за луѓе кои што дошле во црквата, кои што барале Господ да им одговори на одредена молитва. И Бог им ја услишал молитвата. Знам за луѓе кои што били исцелени. Знам за луѓе кои што имале одреден голем длабок проблем и Господ одговорил на тој проблем. И потоа тие луѓе го заборавиле Бог. Знам за една жена која што имаше проблем со слухот, дојде и таа прослуша на една молитва. И после некој време ја снема. Знам за едно семејство од кавадаци кои што 16 години немаат деца. Биле на различни места, по доктори, по бајачи, гатачи, насекаде, и не можеа да имат деца. Дојдаа во црквата и тие го искажаа нивниот проблем. И се молевме за тоа семејство. Следната година им се роди син. Се имат уште едно, имат 2 деца. Се случи, откако дојдаа во црквата, Господ да ги благослови, како што баш како што вели во Библијата, Бог ја отвори утробата на таа жена. И таа забремени веќе следната година веќе има дете. И тие не крија, и тие отворено кажуваа, Господ нас не благослови, Бог ни го даде ова дете. Тоа е одговор на вашите молитви. Дури беше присутен пастор Столе од Скопје тогаш и тој се молеше и тие веруваат, вели Господ ви ја слушна молитвата и Бог ни даде дете. Но после година-две тие луѓе ги снема. И сега нито одат на црква, нито го барат Бог. Можно ли е човек да заборави кога на него ќе му биде направено добро дело? За жал можно е. Фараонот еве заборави, и египетскиот народ заборавија што направи Бог преку Јосиф за нив. Има една друга тажна приказка, може би сте ја читали и слушали, за еден човек по име Едвард Спенсер, кој што бил студент и силен, успешен спортист, атлетски граден и студирал на еден универзитет во Мичиген, кој што се наоѓал веднаш до едно езеро, во езерото во Мичиген, и во 1860 година се случува силна бура сред зимо и бродот Леди Енџин, кој што се наоѓа близо до брегот, доживува бродолом и многу од патниците се наоѓаат во водата и почнуваат да се дават. Меѓу многуто студенти се наоѓа и Едвард Спенсер, кој што како спортски атлетски граден млад човек решава да скокне во водата и да спасе колку што можно повеќе луѓе. Успева да спаси 17 луѓе во скоро замрзнатото езеро, кое што било толку студено што од премногу поминато време во вода овој човек станува полуинвалид. Доживува здравствени проблеми и повеќе не може да живее нормален живот. За ова нешто разбрал некој новинар кој што после неколку години го посетува и решава да напише статија за овој настан. И на крајот од расказот што му го споделил Едвард Спенсер, тој му вели: сигурно многу од овие луѓе што си ги спасил те посетуваат, после ова си станал со нив веројатно пријател, зашто си им го спасил животот. Ти се јавуваат од време на време пак да ти заблагодарат.
и го праша новинарот, со колку од нив стана пријател, колку од нив дојдоа да ти заблагодарат. Тој со солзи во очите одговорил, ниту еден. Ниту еден. Замислете, 17 спасени животи и ниту еден не се вратил да му заблагодари. Ова нас не подсетува можеби на случката со Исус и 10 лепрови. Каде што Исус исцели 10 лепрозни луѓе, чиј што живот беше упропасен заради лепрата и овде се врати само еден. Јас посакувам ти да бидеш барем тој еден, кој што кога Бог те благословува, кога ќе препознаеш Божјата милост и она што Господ Исус го направил за тебе, да се вратиш и да му благодариш. Да не останеш неблагодарен, да не заборавиш што Господ Исус направи за тебе. Бидејќи Едвард Спенсер спаси 17 животи од физичка смрт, на Господ Исус всушност сите нас не избави од духовна смрт, не избави од вечната пропаст во пеколот. Господ Исус на крстот ја плати казната за нашиот грев и ни донесе вечен живот. Ни донесе вечно избавување. Затоа е важно да не забораваме што Исус направи за нас. Приказната со Мојсе ни укажува дека е можно и најголемото дело да биде заборавено. Дојде еден фараон кој што заборави што направил Јосиф. Не знаеше вели за Јосиф. Можно ли е тоа нешто, цела нација да заборави нешто што Бог направи преку Јосиф? И ако читаме понатаму, продолжуваме и читаме уште еден грозоморен факт или информација. Пишува, се зацари цар кој што не знаеше за Јосиф и тој му рече на својот народ: еве, народот и синовите израелски е многоброен и стана посилен од нас. Па ајде да ги надмудриме за да не се размножува и ако настане војна, да не се здружуваат со непријателите нашите, да удрат на нас и да си отидат од нашата земја. И читаме понатаму дека поставија над нив надзорници да ги мачат со тешка работа. Погледнете овде, фараонот реши да донесе одлука да го угнетува израелскиот народ, но која беше причината? Тој се плашеше од израелскиот народ. Се плашеше дека е можно тие да ги надраснат, да станат помногу бројни и утре да се свртат против нив. Се плашеше дека тие можат утре да го победат Египет. Фараонот се плашеше од израелевите деца. И читаме дури понатаму, ако стигнеме подолу текстот, ќе видиме дека најнапред ги измачуваше, но потоа и донесе одлука заради тоа што се плашеше да бидат убиени сите машки деца. Им нареди на бабиците да ги убиваат, да ги задушуваат кои ќе ги породат. Откако и тоа не се случи, потоа нареди секое машко дете да биде фрлено во реката, да биде фрлено во вода и да биде удавено. Тој одлучи повеќе да не се раѓаат овие деца, за да не се размножуваат. Фараонот често пати станува ако читаме и анализираме, станува во аналогијата духовна, една метафора на сатаната, кој што исто така се плаши од Христовите следбеници. Дали си размислило за тоа? Понекогаш ние не сме ни свесни колку голем авторитет и мок Бог е вложил во нас како негови деца. И сатаната се плаши од тебе. Тој се плаши да не дознаеш дека си Божјо дете. Тој се плаши да се родиш духовно. Тој се плаши да го запознаеш Господ Исус и твојот живот да биде променет. Тој не сака да се случи тоа. Затоа ѓаволот ќе направи се да луѓето во овој свет не се родат духовно. Тој ќе направи се и ќе се обиде исто така да го спречи нивното духовно раѓање, како што фараонот се обидуваше да го спречи физичкото раѓање на Божиот народ. И гледате со што се обидува да го направи тоа нешто. Тој се обидува да го ограничи проповедањето на Евангелието, да не може да се проповеда. Ќе се обиде да го направи да биде тоа исмевано. Ќе се обиде да те убеди дека не треба да одиш на црква, немаш да одиш таму да слушаш.
таму сигурно се некои забегани нововерси, таму зборуваат глупости, нема потреба да ги слушаш тие работи. Ке се обиде да го оцрни Божиот народ. Оние што се вистински христијани да им стави некакви етикети за луѓето да не сакат да имат ништо со нив. Скоро се случај, разбравме дека една од нашите керки, не е важно која, родителите кажувале на нивното дете, немој да се дружиш со неа за да не ти ја сменат верата. И луѓето се плашат да бидат со нас затоа што ѓаволот не сака да тие луѓе поверуваат. Тој не сака духовно да се родат и да станат Божи деца. Исто како што фараонот не сакаше да овие деца се родат. Ја препознавате ли овде сличноста на логията? Ѓаволот се плаши од тебе и тоа треба да те радува. Затоа што Бог е на твоја страна. И Библијата ни кажа, апостол Јован вели, посилен е во нас оној, отколку оној што е во светот. Оној што живее во нас, Божиот дух, е посилен од оној што владее во овој свет. На наша страна ние го имаме Светиот Дух. Ние го имаме Божиот збор, ја имаме вистината. И затоа не треба да се плашиме од сатаната. Ако читаме понатаму, стигаме исто до една интересна информација во прва глава 12 стих. Пишува дека фараонот одлучил да ги измачуваат и да ги стават израелските луѓе на тешка работа. И вели ги мачат со тешка работа и преку таква работа изградија и неколку градови. Но читаме во 12 стих вели колку повеќе ги мача, тие уште повеќе се размножува, напредува и се шире. Ова е интересен парадокс. Фараонот се обидуваше преку измачување да ги уништи, но тие повеќе се размножуваат. Колку повеќе ги мача, толку повеќе се размножуваат. Фараонот имаше во план да го уништи Божиот народ, но Бог имаше друг план. И затоа фараонот не само што не успеваше, туку бројот на Божиот народ растеше и напредуваше. Јас ова гледам една благонаклонност кај Бог, кај овој народ. Во ова гледам една заштита што Бог ја ставил. Како Бог да е велел, јас ќе ставам кај овој народ сега една дополнителна сила, една дополнителна заштита, еден дополнителен благослов. И колку повеќе ти ќе си свртен против нив, јас толку повеќе ќе ги благословувам. Ако Израел беше Божиот народ во времето на Египет, кој е Божиот народ денес? Ние. Ние сме Божиот народ, црквата е Божиот народ. И јас и ти. И што ни кажува овој стих за нас? Тоа кажува дека Бог е на наша страна и овој свет нема да надвладее над нас. Нема да надвладее над црквата. Колку повеќе овој свет се свртува против црквата, толку повеќе Господ ќе ја благословува. Зар не сте радосни што сте дел од црквата, што сте дел од Божиот народ? Бог е на ваша страна. На едно место Исус кажува во Јован 15 глава 19 стих вели: вие не сте од овој свет и затоа овој свет ве мрази. Ако бевте од овој свет, вели, овој свет ќе ве љубеше, бидејќи светот ги љуби своите. Но не сме од овој свет. И затоа овој свет се однесува многу пати непријателски кон нас. На овој свет му смета нашата светост, му смета нашата честност, му смета кога зборуваме за Христос. Овој свет сака да живее во греф, а ние тоа не го дозволуваме. И многу пати затоа овој свет не мрази. Но од овој текст ние гледаме дека дури ако овој свет е свртен против нас, дури и фараонот со сите сили ако се обидува да го уништува Божиот народ, вели тие, уште повеќе се размножува, уште повеќе напредува. И верувајте, така и со црквата, ако читате за историјата на црквата, така е било низ историјата со црквата секогаш. Тогаш кога црквата е била прогонувана, кога христијаните биле убивани, тогаш црквата најмногу растела.
Денеска ние имаме се, како црква имаме слобода, никој не прогонува, ги имаме сите привилегии, имаме можност да си имаме наша зграда, си седиме овде на топличко и црквата не расте. Но црквата кога била прогонувана, Господ ја благословил, тогаш најмногу растел. Тертулијан, христијански апологет од 2 век, тој дава една многу позната изјава. Тој вели: крвта на мъчениците е семе на црквата. Со ова сакајќи да каже дека кога ќе биде пролеена крв, кога живееме во време кога христијанската крв е пролеана, кога христијаните стануваат мъченици заради верата и нивната крв е пролеана, е токму во такви времиња таа крв станува како семе и црквата се умножува уште повеќе. Таа крв Господ ја гледа одозгоре и ја благословува црквата и црквата се размножува. И крвта на мъчениците станува семе на црквата. Ѓаволот и денеска се обидува да го уништи Божиот народ. Може би во некои земји се уште со прогонство, бидејќи во многу земји верувате христијаните уште се прогонети и убивани. Но на западот ѓавол користи и други тактики. На западот ѓавол се обидува да ја уништи црквата со тоа што ќе ја направи млака, разводнета, световна, либерална, па дури и неморална. Денеска на западот ѓаволот ја прави црквата таква да се има, живееме во изобилие, во материализам, па дури пробуваме да стануваме слични на светот. Дури неморалот навлегува во црквата. На западот ѓаволот ги притиска или ги всушност преобразува со тоа што им нуди материализам, па дури и неморални идеологии. Денес гледаме дека многу такви извртени идеологии доаѓаат од западот и навлегуваат и овде, и црквата е подзакана на тие идеологии, да ги прифати и да живее согласно нив. И доколку не ги прифатиме, тогаш настанува прогонство. И веќе читаме за можеби поединечни случаи, но стануваат се по-чести. Кога некој наставник христијанин ќе одбие да ги поучува тие идеологии во школото, тој е отпуштен од работа. Скоро имаше еден христијанин војник, не знам дали беше во Италија или каде, кој што само затоа што цитирал библиски стих каде што пишува дека бракот е помеѓу маж и жена, тој завршил во затвор. Може да замислите. И ние ги имаме такви случаи утре кога ние решаваме да се држиме до вистината и ќе кажеме бракот е единствено помеѓу маж и жена, не може да биде поинаку. Заради тоа нешто можеш да заврши во затвор. Нас може би сега ни изгледа чудно, ни велиме, мамбе, па тоа е нормално. И имам право да го кажам мојот став. И ќе дојде време кога ќе немаш право и веќе доаѓа. Затоа ѓаволот и овој свет станува непријател на црквата. Но не плашете се. Црквата е Бог е на наша страна. Исус на едно место кажува, вели, светот дека ќе биде против нас, но вели, не бојте се, зашто јас го победив светот. Христос е на наша страна. Затоа, мене овој стих, да ви кажам, ме утешува и ме охрабрува, бидејќи јас се препознавам во овој стих, вели, колку повеќе ги измачува, толку повеќе Бог правеше тие да се размножуваат и да напредуваат. Колку повеќе е светот свртен против црквата, Господ ќе ја благословува уште повеќе. И овде јас гледам уште една исто работа интересна и важна работа која што сакам да ја нагласам. Овде го гледаме размножувањето како знак на благослов од Бог. Го забележувате ли меѓу редови тој момент, тој дел? Гледате, Бог вели тие напредуваа, се размножуваа и тоа го гледаме како Божја интервенција. Гледаме дека Бог благословуваше да се размножуваат многу повеќе од израелците. И знаете, секогаш во Библијата размножувањето и многодетството е прикажано како благослов. Ако читам во Псалм 127, 3 стих вели: еве децата се дар од Господа и неговата награда за неговиот народ е плодот на утробата на жената. Значи, кога Бог сака да благослови едно семејство, тој им дава деца. И Библијата вели, децата се благослов. Да имаш повеќе деца, тоа е благослов, Бог те благословил. Во Псалм 128, 3 стих вели: ете, твојата жена ќе биде како плодна лоза.
Значи, Бог дава благослов. Ние доаѓаме денеска до едно извртено време, каде што денешниот свет и денешните генерации ова го гледат како проклетство. Денеска ни се нуди една нова идеологија, во една нова култура, во која што, особено преку модерниот феминизам или екстремниот феминизам, западниот свет е убедуван дека мајчинството е бреме. Новите генерации денеска велат дека не треба да имаш деца. Дека ако ти имаш деца, тоа ќе те врзе, тоа ќе те спречи да градиш твојата кариера, па ти дома тоа, за тоа ли си ти машина за раѓање ли си, машина за деца ли си ти? И мајчинството денеска светот, особено ѓавол, сака да го прикаже на жената како нешто лошо. Да раѓаш, да бидеш мајка, тоа е нешто негативно, тоа е малте проклетство. Наместо благослов, денеска овој свет го прикажува како нешто негативно. И затоа денешните генерации има многу семејства, па и многу жени, многу брачни парови кои што не сакаат да имаат деца. Ти велат што ке ни са деца? Децата се обврска, децата се одговорност, децата се бреме. Не сакаме да имаме деца. И ова е извртени вредности. Западниот свет ја убедува жената дека таа не треба да раѓа, дека тоа е само бреме за неа. Дури и затоа абортусот станува се повеќе популарен. Затоа што жената сака да се ослободи од плодот. Не и треба на неа плод. И стигаме до таму да читав во една ситуација каде што една жена која што беше, не знам, позната актерка или инфлуенсерка, како веќе ја викаме, која што одлучила да го абортира своето бебе, знаете ли од која причина? Затоа што требало да оди тоа лето на плажа и немало да изгледа убаво. И таа решила да абортира, за да може да изгледа поубаво на плажа. Може да замислите. До толку се гледа негативно на детето, на бременост и на тоа да раѓаш, да имаш деца. Но немојте да заборавате. Библијата децата ги прикажува како благослов. И ако имаш деца, тоа е благослов. Радови се што Бог ти дал деца. Па дури и денеска во многу култури се уште таму во тие семејства каде што нема деца, луѓето сметат некако како да, нели, е казна од Господа. Јас не велам дека, нели, секојаш тоа е, но ако гледаме обратно, тоа значи дека многу мајки има кои што посакуваат или жени посакуваат да имаат деца, но не можат. Затоа бидете среќни како родители ако Бог ви дал деца. Тоа е благослов од Бога. Одиме понатаму и ако читаме, ќе видиме дека планот на фараонот да ги уништи децата, т.е. израелците први преку мачна работа не успеа, и тогаш дојде до една втора идеја. Во прва глава 17 до 19 стих читаме дека тој им кажа на бабиците, еврејските бабици кои што требаше да ги пораѓаат децата, тој вели, им рече, кога одите кај еврејките при породувањето, ако видите дека е машко, убите го, а ако видите дека е женско, нека живее. Но вели, бабиците се плашеа од Бога и не правеа така како што им заповеда египетскиот цар. Туку ги оставаа машките деца живи, а египетскиот цар ги повика бабиците и им рече, зошто правите така и ги оставате машките деца во живот? А бабиците му одговори на фараонот, па знаеш, еврејките не се како египетските жени, тие се јаки и уште пред да дојде бабицата, тие веќе родиле. Сега, овде имаме, кога читам овој текст, веројатно повеќе до вас имаме една морална дилема. Уште по-чудно е, или нашата дилема уште повеќе се зголемува, ако читаме во 20 стих вели, и Бог беше добар кон бабиците и народот се множеше и многу се засилуваше. И Бог пишува дека ги умножи семејствата на бабиците. Повторно гледаме, ги благослови овие жени. Им ги умножи семејствата. Повторно умножувањето го гледаме како благослов. Но каде е моралната дилема? Ние можеме да кажеме овие бабици се снајдоа и беа мудри.
Тие не сакаат да ги убиваат децата, се плашеа од Бога, не сакаат таков греб да направат, ама по друга страна како да се извлечат пред фараонот, да му кажат неќеме да ги убиваме, веројатно ќе ја загубеа главата. И тие се снајдоа и кажа, абе, ние додека достигнеме тие веќе родиле и не успевавме да ги задушиме. Тие всушност лажеа. Сега, како е можно да лажат, а Бог да ги благословува? Нели е ова малку чудно? Ова е една морална дилема. Дали ова значи дека треба да лажеме? Дали Бог одобрува лага? И како сега, ако лажам ќе ме благослови, ако ја кажам вистината, значи во тој случај, или ако го направам тоа што треба, па ќе направам уште полошо. Тоа ме потсетува на случајот со Самсон. Знаете, Самсон кога Далила постојано бараше да му каже каде е неговата сила, и за него се вели додека ја кажуваше лагата, Бог беше со него. Последниот пат кога ја кажа вистината, Бог го напушти. Вели не. Сега што да правиме? Слично како со бабиците. Но ако го анализираме текстот, ќе видиме дека Бог не ги благослови бабиците заради лагата. Бог ги благослови бабиците заради нивната намера, нивниот мотив. Нивниот мотив беше да зачуват невин човечки живот. Нивниот мотив беше да не го убијат тоа дете што ќе се роди. Тие не сакаат да убиваат деца. И за да не го направат тоа, се послужија со лага. И Бог ги благослови и покрај лагата, не заради лагата. Ги благослови и покрај лагата заради тоа што нивната намера беше честна. И дури на две места читаме за нив потенцирано дека тие се боја од Бога. Ако читаме во 21 стих вели и бидејќи бабиците се плашеа од Бога, тој ги умножи нивните семејства. Не пишува и бидејќи бабиците лажеа, него бидејќи се боја од Бога. Затоа што има страх Божи и не сакаат да направат нешто многу по-морбидно, нешто многу пострашно, да оземат невин човечки живот, Бог ги благословуваше. Бог ги гледаше нивните срца и нивните намери. И знаете што исто друго е интересно овде? Не знам ако читате дома, дали забележавте, и имињата на овие две бабици се спомнати во Библијата. Во 15 стих читаме, вели, тој египетскиот цар им се обрати на еврејските бабици, од кои што на едната вели им беше името Сефора, а на другата Пуа. Ама важно се спомнати нивните имиња, Сефора и Пуа. А знаете ли кој беше името на египетскиот цар? На фараонот. Никаде не е спомнато. За мен е тоа чудно. Гледате, Бог не го удостои фараонот дури ни името да му се спомне во Библијата. Не го удостои египетскиот цар дури да го инспирира Мојсе додека ги пишуваш овие книги, да го напише неговото име. Беше доволно само едно зборче. Ние не знаеме кој беше. Но не му го спомна името. А сепак овие две бабици Бог им даде толкова чест, заради тоа што се бојат Бога, и јас верам дека тие ги ризикуваа и своите животи. Можеше фараонот да дознае дека го мамат и да ги убие. И нивните имења се внесени во Библијата. Затоа ова што зборува за нас е кога ти си му верен на Бог. Ако одлучиш да имаш страх од Бога и да живееш согласно Божиот збор, твоето име ќе биде запишано не во Библијата, ќе биде запишано во книгата на вечниот живот. И тоа ни го кажува Словото Божие. Дека сите оние кои што го избраа Исус, кои што одлучија да му бидат верни и да веруват во Него, нивните имиња се запишани во книгата на живот. Таму стои твоето име, таму стои моето име. Тоа е запишано таму. Еден ден кога ќе чита Бог, Бог ќе го прочита твоето име. Тоа е прекрасното. И стигаме сега, иако овие се проповеди за Мојсе, до сега не го спомнавме Мојсе. Сега стигнавме, ако читаме веќе во втората глава, читаме до моментот каде што ни започнува приказната за Мојсе. Ова беше првиот дел, воведен дел, кај што ни се кажува во каква ситуација се наоѓаше израелскиот народ во тоа време. Тие, иако беа во Египет, иако беа потомството на Јосиф и заслужуваа да бидат третирани со почит,
Тие беа всушност робови во туѓа земја, каде што беше царот наредил секое машко дете да биде убивано. И во такви околности читаме во 2 глава, 1 стих, читаме еден човек од племето Левиево си зеде жена од ќерките Левиови. Жената зачна и роди машко дете. И кога виде дека многу убаво, вели, го криеше 3 месеци, во 1 и 2 стих. Кој е тоа дете, кој што се роди? Мојсей. Ете ја приказката за Мојсей. Овде ни се кажува, започнува како една романтична приказна. Ни се кажува, вели, ете, еден маж, еден човек од племето Левиено си најде жена од ќерките Левиови, си ја зеде за жена, стапија во брак, имаше свадба, нели се убаво, и тие на нив им се роди машко дете. Вака звучи убава приказна, нели? Но кога ќе ја видиме всушност целата поставка, кога ќе се сетиме дека овој брачен пар беа робови во Египет и дека тие очекуваат дете во време кога беше издадена царска заповед секој машко дете да биде убиено, можете да си замислите какво изчекување беше тоа. И на крајот си велиш каква среќа, па и машко дете. Наместо да се радуваш, нели, машко дете, тие сега не знаеа што да прават, веќе што беше царската заповед. Секој машко дете да биде убиено, да биде фрлено во вода. Јас верувам дека многу од мајките израелски во тоа време, кога останувале бремени, многу од жените се молеле: Господе, дај Боже да не е машко, дај Боже да не е машко. Зошто? Зашто знае дека ако е машко, ќе мора да го убијат. Ако е женско, барем ќе живее. И сега гледате, во такви околности им се раѓа машко дете. Но кога ја читаме приказната, имаме чувство како ова да беше нивното прво дете. Ете се зедоа и очекуваа дете, им се роди прво па машко. Но Мојсе не беше нивното прво дете. Знаете ли? Знаете ли дека Мојсе има постари брат и сестра? Кој беше неговиот брат? Аарон и Миријам. Аарон и Миријам беа неговите брат и сестра, постари од него. Мојсе беше трето дете во оваа семејство. Ама зошто е спомнат овде во приказната Мојсе, а некако овие 20-та не се спомнат? Затоа што Мојсе беше првото дете во ова семејство, откако дојде царската заповед за децата да бидат убивани. Мојсе и Миријам немаше потреба да ги спомнуват, затоа што тие, Аарон и Миријам, затоа што тие беа родени во време кога уште не беше донесена оваа грозоморна заповед. И овде се вели дека жената виде дека детето е убаво и да го криеше 3 месеци. Ако читаме во Евреите 11 глава, 23 стих, тука имаме една допуна од страна на писателот на Евреите, вели: родителите го кријат 3 месеци, бидејќи не се плашеа од царската заповед. Може би ние би го протолкувале обртно. Тие бидејќи се плашеа го кријаа. Но овде се вели го кријаа бидејќи не се плашеа. Како е можно да го криеш, да не се плашиш? Знаете зошто е потенцирано бидејќи не се плаши? Ако го читате целиот текст во Евреите, вели: тие бидејќи веруваа во Бога, го кријаа детето и не се плашеа од царската заповед. Царската заповед имаше 2 елемента во тоа време. Првиот елемент беше: заповедано е секое машко дете да биде убиено. Вториот дел од заповедта беше: ако најдеме кај вас дека не е убиено, тогаш и вие ќе бидете убиени. Сега, дали би послушал? Значи, царската заповед гласеше ќе биде проверуван секој дом. Ако откриеме дека имате машко дете, и вас ќе го убиеме. Сега повеќето би рекле: подобро фрли го, барем ти да се спасиш. Но тие рекоа: не. Ќе го чуваме и не се плашиме, па макар да не убијат. Ќе му веруваме на Бог. Ќе веруваме дека Бог ќе се погрижи и за нас и за него. И нема да го убиваме. Знаете, мене денеска ова многу ме подсеќа на абортусот денес. Причината зашто многу луѓе се решаваат денеска на абортус е затоа што велат: ако не го убијам моето дете во утробата,
и јас нема да преживеам. Нели тоа многу пати е изговорот за абортус? Па нема и за нас. Па од кај ќе најдеме за нас? Па нема доволно. Па подобро тоа дете уби го, зашто во вакви времења ние немаме пари ни за овие две деца, па се уште за трето ни фали. Нели? Уби го подобро, абортирај го, за да можеме барем ние да преживееме, колку толку и за нас да има. И често пати изговорот за абортус е да го убиеме за да можеме ние да преживееме. Но што би направил и како би размислувал еден христијански брачен пар? Тие би размислувале слично како родителите на Мојсе, би рекле, ние веруваме во Бог и веруваме дека Бог ќе се погрижи и за нас и за него. Затоа не се плашиме. Не се плашиме да го родиме ова дете, не се плашиме да го одгледаме, бидејќи веруваме дека Бог ќе се погрижи. И верујте, Бог прави така. Еве, јас ќе ви кажам како родител на 4 деца, и ние одлучивме да му веруваме на Бог. Ние рековме, нема да направиме такво нешто, Бог ќе се грижи. Па ете, Господ се грижи. Така да, вие што сте христијански брачни парови, семејства, па и кои што имате и ваши, можеби и снаи и деца, охрабрувајте ги во ова нешто, да не се плашат да имат деца, да не се плашат дека нема да има и за нив. Бог, да му веруваат на Бог, Бог ќе се грижи. Бог ќе се грижи. Затоа, да не се плашиме дека нема да има доволно, па ајде сега да го елиминираме ова дете. Родителите на Мојсе одлучија да го зачуваат и покрај заканата дека можно е и тие да загинат. Но тие одлучија да му веруваат на Бога. И затоа решија да го зачуваат ова дете. Е сега, приказната со Мојсе, или вистините раскази што се запишено овде, вистините случувања со Мојсе продолжуваат, но ние тука ќе застанеме.